Гоце Спировски е момче кој е на само неколку месеци старост. Како бебе бил оставен пред јавна институција во Скопје од неговата мајка. Го дознал тоа од неговата маќа Милица кога пораснал и одел во основно училиште. Од тој факт и тој момент веќе ништо не е исто во неговиот живот. Се чувствувал предаден и повреден од најблиските. Поради таа болка станови лично со растројства во свеста и поради дијагнозата на непресметливост лежал во соодветни институции за тие потреби. Сепак дополнителна тежина е што и татко му бил алкохоличар и не му обезбедил убав живот во детството. Пораснав само со леп маргарин и компери, се сеќава ни солзи ова момче. Не ми испратија ниту на полуматура и матурска прослава и секогаш се разликував од врсниците. Татко ми ја продаде куќата во која живеевме додека ја спечеле во странство, па останавме на улица. Лани, кога тој почина, немав пари ниту да го погребам. Просев од соседите за да го ставам во земја човекот кој ми дарил живот ке додаде тој. Денес со мојата мајка Милица живееме во соба од незиниот татко, која не е во нејзина собственост и може да бидеме на улица во секој момент. Немам работа поради мојата дијагноза, а немам ниту лична карта за да се пријавам за социјална помош. И денес животот е немилосрден кон ова момче и не му дава никакви шанси. Ниту да се чувствува како граѓанин на општеството, ниту да биде корисан за него. Затоа за себе и за неговата единствена мајка Милица, како што вели тој, ќе се бори до крај и посака да го стави срцето на дланка. Убав ден од викенд, во моментов се наоѓаме во Ченто. Ќе го посетиме Гоце кој што се пријави во срце на дланка. Вели дека живее тешко од бебе, оставен пред мајчин дом уште како мал, а денеска се соочува со безпарица и тешок живот. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Мило ми е. Се слушнавме со Ова е мојата мајка. Оливера. Мило ми е. Милица Петковска. Ние сме од срце на дланка. Се пријавивте уште лани во нашата емисија. Очигледно е дека живеете тешко, Гоце. Да. Со што се соочувате? Каков живот имавте? Со милост и немилост. Зошто? Што ти се случува? Имам тешки трауми, неколку обиди за самоубиства. А што се Татко случувало ми со го тебе? убија. Значи, цел живот се соочувам со пеколот. Жив горам во пеколот. Зошто велиш дека имаш трауми од детството? Што ти се случувало како дете? Семени наследства, бев оставен на 2 месеци од мојата биолошка мајка како куче пред мајчин дом. И Ова не ти е биолошка мајка? не, Не? Но тоа е жената што ти исчува. да, она ме ичува од 3 години. Велиш имавте семено наследство. Да, Од кого? од татко ми Бог да го прости. Бев сведок меѓу нив и врз мене, значи имаше у континуитет години. Кои се последиците од тие наследства и трауми? Последиците се, значи, душевно сум пореметен скроз. Имам дијагноза за душевно пореметена личност, душевно пореметена со повеќе емоционални растројства, тешка депресија, емоционално незрела личност. Тоа е за психички што станува збор, неколку обиди за самоубиства, пиење на киселини, варекини, разредувач, голема количина на антидепресиви, тие што се и плюс тоа и физички не сум добар, имам цироза на црниот дроб во напредна фаза, полицистични бубрези, слезина 20 сантими зголемена од нормалното, хроничен бронхитис и многу вода во крвта, тромбоцитоза и не се сеќавам колку не имам. Имаш работено повеќе пати, меѓутоа во моментов сте во тешка финансиска ситуација. Да. Зошто не работиш? Зашто не тотално, ама делумно неспособен. Имам од невропсихијатри документ дека сум лице со значително битна намалена пресметливост. Од докторот невропсихијатар што беше бројаден у Македонија, Новотни. Он донесе 20 на 20 страници вештачење.
И сега живеете само со Со социјалната помош. 5900 денари со социјална Како го поминувате месецот? Па многу тешко. Многу тешко. Два и крај со крај врзуваме. Овде живеете со мајка ти, Да, но условите се да. прилично лоши. Да. Каде спиете? Каде Јас спијам тука. функционирате? Тука спијам. Ова ми е и дневна, и спална, и детска. Се. А мајка ми спие тука. Децето ни е надвор. А чива е оваа куќа? На покојниот нејзин татко. Меѓутоа, Ама не платен имотен лист и не можеме да извади лична карта. И јас немам тука лична карта. Имам лична карта извадена под кирија уште кога сме тука. Гоце имал тежок почеток на животот, болен со висока температура, со само 2 месеци старост од биолошката мајка бил оставен пред мајчин дом во Скопје. Го згрежиле во дом и првите 3 години од животот ги минал во згрижувачки семејства. Неговиот татко се преженил со Милица која подоцна ќе се грижи за него, зашто Гоце ќе стане смисло на незиниот живот. Иако татко му останува без работа и тешко минале првите 9 години од нивниот заеднички живот, сепак еден ден во момент додека таткото вршел семено насилство врз мајка му, се сеќава Гоце, Милица му ја кажува вистината дека таа не му е вистинска мајка. Од тогаш сиот свет се руши во главата на Гоце. Можеби тоа се случило во најлош период од животот на Гоце, зашто според невропсихијатрите тој тоа тешко го поднел и станува лично со значително битно намалена пресметливост која голема енергија троши на самоконтрола. Знам дека сум имал 2 месеци и дека сум имал 41 степен температура, воспаление на белите дробови. Дури едниот дел од градата ми е како малце искривен и татко ми наводно, кој што дознав јас од муабети, дека и рекол на мојата поранешна биолошка мајка, сега почината, дека однеси го детето у болница и не знам, ова нешто дрско му одговорило, он требало да иде на работа. И многу пати работел по 2 смени за да може да не прехрани. И плюс работел и прекувремено, кроел теписони, одел по згради, по куќи, по станови и ја земал, значи ја тепал и отишол на работа. Отишол на работа човекот и она ме грабнала, ме однела кај мајка и дома. Кај мајка и дома, значи ја бев лично да ја видам таа мајка и нејзин татко. Твоја баба. Да, рекле, ти керко, Лиљана се вика она, Лиљана Ангеловска. Лиљана Ангеловска. Ти можеш да влезеш, тоа дете не може да влезе во куќата. И ова немала што да прави, се јавила на сестра и заедно со сестра ме однела пред мајчин дом и ме оставила буквално како куче. И кога помнам јас 3 години, доаѓа Милица Петковска, што е тука присутна, и она од тогаш е до 12-13 годишна возраст со мене и со татко ми. Он работеше во трговски центар, доле имаше се продаваат еписони и сече, да исечете. И така ме запозна. Па тие социјални работници му помогнале и он меѓувремено, значи не ме чувал дома, плаќал на жени што му ги препорачале тие социјални работници да ме чуваат. Потоа судот И ти потоа доделува на него? судот имало судска постапка и тоа побрза судска постапка, ама благодарение на таа негова тетка од апелација, значи бил осуден само на 2 години условна казна Зошто бил осуден? за нанесување тешки телесни повреди. Таа ден денес имала трауми од тоа. На мајката? Пред да умре. Значи фрактура на череп, скршена вилица, ја убил, мртва ја убил. Ја претепал затоа што Да. те оставила? Да. Од 3, како што кажуваш, годишна возраст до 12 те чува Милица, не биолошка мајка, Да. меѓутоа жената што живее подоцна Да. со таткото ти. Да, и јас Каков знаев, период имаш? до 12-13 годишна возраст, јас знаев дека она ми е мајка. И требаше да идам у школа. И татко ми нешто се мајтапеше, се зафркаваше со неа, и она се врти и ми кажува, вика, знаеш што, ја не сум ти мајка, онака. Од ведро небо. Јас се укочив, почнав да плачам, да не ми е јасно, разбираш. Треба у школа да идам у школа и искршив цела училница, превртав све. Почнав да се тресам. И, значи,
По тие испитувања што ми ги правеше Новотни, Бог да го прости, директорот поранеше на невропсихијатрија, он рече од тој период настапува оштетувањето на твојата психика од адолесценцијата. Па Гоце одеше у школа, беше си добар ученик, мислам, дете како дете. Како го насловувавте кога го викавте сине? Да, го викав, но татко му го уништи тој алкохолот. И кога татко му се нафати, одевме по лекари, одевме ова и имаше, ако се сеќате, не знам дали тоа за алкохол да се лекува, карши Црвен крст од другата страна. Имаше луѓе што одеа и советувалиште за алкохолизам. И тогаш му предложи доктор да стави нешто во организмот за да не смее да пие. И он од тогаш 7 години не стави капка алкохол. И се средија работите тогаш И малку? тогаш се средија работите, се средија. И куќа се среди, сина купивме, помина тие 7 години и тој пак почна да пие. И јас едно известно време си земав ова, викам, ке си одам. Со овој Зошто, човек ве нема малтретираше? разбирачка. Имавте семено насилство, Да. ве малтретираше? Да, да. И Заминавте? Каде да. отидовте? Па си дојдов тука, дома си дојдов. Од 3 години до 12 бев сведок на такви караници, на тепања, на полиции, на 300 чуда. Бев тепал, малтретиран до не знам до каде, до која граница. Сега не е убаво човекот почина, ама јас си знам. За без причина, сега си доаѓам од надвор, пример, јас не смел дома телевизија да гледам, дали ви јасно на вас. И јас трпев, бев многу повлечен и таму, негде таму, више средно, почна више некаде да барам начин негде да го истурам тој бес, зашто не можев на татко ми и барав негде, значи, нешто негде да се истурам. Сум бил малтретиран од страна другари, тој еден, Бог да го прости, умре. 6-7 години поред ме малтретираше, ме влечеше, ме давеше, ме тепаше и на крај земав со нож 9 пати го извадев. И преживеа. И лежев во затвор 3 години. Не можеа поише да му судат, зашто психички викат до законот до 3 години не си добар со психиката. Значи не сум скроз ненормален, што се вика, значи непресметлив, пресметлив и со значително битна намалена пресметливост. Јас сум со значително битна намалена пресметливост. И многу ме троши, многу енергија трошам за самоконтрола на мене. Тоа многу ме троши. Да не направам нешто, значи да одам, што се вика, по правиот пат, ама тешко некако. И ти сакаш да бидеш како и сите останати. Сакам. Но ни ти се дале услови и шанси уште од детството. Сакав и гостителско да продолжам да на више тоа во Охрид. Но немаше. Сите одат на матура, ја не одам на матура. Нема. Извинете, на матура бев, она ми дае пари. На полуматура не бев. Татко му на Гоце после многу години живот во населбата Козле се согласил со браќата и сестрата да ја продадат куќата. Со делот од парите купил куќа во Кочевишка бара која после многу години, додека Гоце е на работа во Грција, ја продава за само 5000 евра. Така останале на улица. Откако ги потрошиле парите, оделе под кирии, за последните години, до лани, кога го нашле убиен татко му на Гоце во градот, да живеат во соба на братот од Милица во населбата Ченто. Гоце едва и платил за погребот на татко му, одејќи од куќа до куќа за да собере
собере пари, а од лани со Милица живеат со само 6.000 денари месечно, зашто тој не може да извади лична карта за да добие социјална помош или да побара некоја работа. Гоце неколку пати посегнал и по својот живот, зашто смета дека вака не треба никој да живее и дека за малку среќа му треба само една мала шанса, или да работи, или да му се помогне за лична карта и социјална помош. И ние купивме една мала куќичка, значи лево од Бутел, тоа Кучевишка бара, тука првите куќи. И јас тогаш отидов во Грција. Значи неколку пати доаѓав така се 3-4 пати, последниот пат останав година дена. Во тој меѓувремено татко ми ја продава куќата за 5.000 евра. Јас немам појма. Каде живееше таткото како ја продал куќата? Под Кирија. Да. Куќа со 500 метри квадратни двор, со 60 метри. Зошто ја продал? Страх му било, мене ме барале и него го барале да го бијат. Он такви филмови си правеше. Беше болен таткото? Па не е тешко болен, ама си имаше некоја таква подсвес. И он лежеше едно 20 на пати во Бардовци, 98 до пред некој години. На едно место под Кирија, на друго под Кирија, па доаѓаше овдека, ме бараше, ме онодеше и јас немав чаре, отидов да живеам една година да ги лажам моиве дека чувам една жена, а јас него го чувам во Кучевишка бара. Значи јас праќав пари и на татко ми и на неа и праќав пари. И јадници евра, значи. Живеја под Кирија? Она живееше тука, а татко ми под Кирија. И ја му викам, не се секире, викам, само немој да пиеш, немој да правиш глупости, седи си, уживај си, викам, јас ке ти дам пари и за јадење и за Кирија. Ама ваму не ми се свиѓа, ќе одам таму, добро, ама ги изгубив парите, телефонот го изгубив, доброто, тој е ти 50-100 евра, купи си нов телефон. Му помагаш? Да. Но и на И на неа. твојата втора мајка, Да, можам да кажам, да. и помагаше, бидејќи ја знаеше како втора мајка. Зашто она беше единствена што можеше да иде да го види, да му се јави, да го посети у болница, зашто и неа у болница ја знае сите дека му е како жена. Ова ми испрати пари за заби, да направам, но јас бев 59 кила, 60 кила, сега сум 42 кила. Но ова не е ваш дел? На Не е браќата? Мој дел е горе на третиот спрат, под кровјето. Ама со што да го направам? Со што А да не го е направам? направено? Не е направено воопшто. Треба да имаш некоја моќ вон границата на нормалното, за да го издржиш ова. Значи, не човечки услови у ниједна сфера, значи, у ниједен домен. Денес немаш ниту лична карта. Немам ниту лична карта. Зошто не можеш да извадиш? Роден скопјанец, да немам лична карта. Зошто идев у Беко, таму ги молев, се расправ со началници тие што се главни за лични карти, нема дечко. Викам, пишете ме бездомник, викам. По законот пишува дека лицето кое ќе наврши 18 години мора да има лична карта. Вие не ми давате лична карта. Зошто не можеш да извадиш лична? Не поседувате, имате лист. Немате адреса на живење. Така, и не ти дава. А зошто не се пријавите на оваа адреса? Не може, нема имотен лист куќава. Или ти твој лично да имаш имотен лист, или да под некој лице странка, пример вие, доаѓате со мене, приложувате имотен ваш лист од таму, а место што ќе заведено под нотар. Ја не знам зашто живеам, не разбирам зашто живеам. Не гледам надеж, ја губам надеж да јас више животот. Па се иде полошо и полошо. Нема никаква светла точка, нема некоја надеж. Која светла точка би ти го дигнала Па нешто малку? да имам нормален живот, некој нормално да работам, да бидам добар, да не сум вака забеган, разбирате? Ја не сакам вака да бидам, мамо. Бараш шанса. Барам шанса, да. Никакво Немам ништо. примање, приход. Ништо. Па, еди кажав, ме одбија. А зашто конкурираш?
За инвалидска е многу тешко, зашто викаат треба да ти се утврди степен на инвалидитет. Таму не знам колку посто треба да си инвалид, па тоаш да ти дадат. И ова си го пишува објавено на нивната страна дека имаш право да поднесеш. Јас се, како они што напишале таму направив, и вика одбиен си. Бев и на комисија и на све. Колку земате социјална помош? 6.000 дарки и тоа кога ја вадам социјалната пензија, 100 денара ме одбиват. Еден опстанок, еден нормален живот. Што значи тоа за тебе и за Гоца? Па да имаме помош од некаде. Жал ви е што Гоца е во ваква состојба? Како не ме е жал, како не ме е жал. Јас сум го исувал. Порно се умра. Но тоа не одредуваме ние, баба Милица. Зошто ви е толку тешко? Зарад него што и он се психички разбол. Па некоја работа да нема контакт со луѓе, нешто чувар да бидам негде да седам сам да бидам, значи да нема контакт со луѓе. Он може, мислам да работи, но не физичка работа. Он покуша да работи физичка работа, но не може. Не може да тоа да го издржи. Не може, еве и сега подкашлува, подонодува, ова. Еве, некаде да биде чувар, например, ама па и таму барат лиценца за обезбедување, за едно, за друго. Никој ништо не оде во гроб. Мама, важно е дека си да имаш еден пристоен таков скромен живот. Поникогаш се откажуваме од борбата зашто мислиме дека немаме сила и затоа што сме се почувствувале дека светот е безобразно неправеден, а најмногу затоа што сме се почувствувале предадени од најблиските и оние кои најмногу требале да не заштитат. Но да запомниме, најважни не се големите чекори, туку оние најмалите, оние потези што сме ги направиле кога се во нас говорело дека нема да успееме и на крајот се ќе ни стане јасно и кога сите ќе помислат дека сме се откажале, ние ќе се вратиме посилни од било кога. Слагјана Санковиќ на само 47 години чувствува преголема тежина во својата душа. Родена во Козји Дол трговиште, уште како дете седела под кири и била тепана и омаловажувана од сите. Млада се мажи во Герман и родила 3 деца. За жал едното го изгубила и доживеала најголема болка што една мајка може да доживее. И другите 2 деца, керката и синот, немале ништо подобар живот. Работела како аргат за да дадат за облека и леп за да ги испрати на училиште како другите деца. Била жртва, ќе рече таа, на семено насилство, па морала да се одлучи за усамен живот зашто супругот сакал да ги продаде децата за пари. Не ми треба живот без децата, децидно, ќе каже оваа жена. Денес таа живее во едно осамено куќарче во Ранковце, сама и дење и ноќе. Преплашена е за својот живот, која иако е неписмена и не знае дури ни колку години има, сепак знае како е да сака и да се бори за свое. Поради проблемите керката многу мала се омажила, а синот работи колку да ја плати киријата и да ја купи лекови. Иако трпи и за леп, се храни по контейнери или на гробишта, ако најде оставена храна по гробовите, вели Слагјана. Лекови фрлени во ѓубре знае да ги земи и спореди со незините, па дури и да ги испие ако не е добро. Може би само средства и помош за да извади лична карта и да добива социјална помош или пак да се вработи во некоја фабрика во Паланка е клучот кој би го отворил и решил незиниот проблем за спас на уште еден тажен и невин живот. По долго време се наоѓаме во Ранковце. Денес ќе ве запознаеме со животната приказна на Слагјана, која што дошла од Трговиште, српскиот град Трговиште, и која што тука се омажила, меѓутоа немала убава судбина и денес живее сама и во тешки услови. Добар ден. Добар ден. Слагјана. Браво. Како Слагјана. Се пријавивте во Срце на дланка. Да, пријавиле ме некои пријатели. Зошто? Што ви е проблемот? Па нема се услови, сама страме. Синкат дојде кад не. Тешко е, ама нема што да се чини. Фала на Господа
i na nekoj što živu s njima. Nekoj mi pruži, nekoj za jedenje, nekad pa u kontinjerima. Nešto s kućinja, nešto s mačinja, živi. Nimate svoj dom? Nemam. Razvedena ste? Ne sam ni bila u braku, mužat je bil golem pijanica. Od kuću što mi dadeše, a ljudi na djeca, on kradneše i davaše na drugite. I ja sam morala sve da kriješ sve pod ključevi, sve pod katanci. Тука ова не е ваша куќа? Не, на други е ljudi. Jedni su u Rankovce, jedni su po Skoplje. Tija са baš glavните umreni, mladi ima neko i ne gi ni poznavamo. Сигурно се плашите, сама сте, живеете Je во pa оваа ke se куќа. plašiš, kako nema se plaši? Strašno je. Kad ga nema dete, vozila pominuje, zastane. Tebe te straji svjetlo, ako ima strame da zapali svjetlo. Sama osoba. Tam са ме нападале на kuću i sekme od tija uslovi stra, od tut šuma, od ovut šuma. I gazdata reče, ovo je reče strašno, ja sam muž i reče, mene me strah, ova žena reče, od pamet ke se mrne. Pa nemam uslovi, za ličnu kartu nemam uslovi, imam problemi. Nigde ne možda da otidu, imam dete u Kumanovo, ženenu kjerku, bez ličnu kartu ne smijem nigde da mrnem. A ovdje me знаят po Rankovce naši. Зошто немате лична карта? Pa nemam uslovi da plaćam pristoj plaćaše u Palanku. I oni mi го zema дека izidena, ponapred, работеше po narod, ne prskao travu, idu kopam, prašu, pomagam. I zaštediš nekoj dinar, otidu platu. U Srbiju ne plaćam mnogo, a ovdje me jede u Palanku, nemam uslovi da platu. I tražit gazda da se potpiše dek sedu na stan, u tuđu kuću nemam uslovi. A gazdet ovdje neće, zajedničke kuće, sa spolemu familiju i neće. I nemam dokumenat, nemam uslovi ni sa što da izvadu. Но може да поднесете и за социјална помош кога би имале лична карта. И па ono ќе можем, а со што да го направам кад немам услови? Малку фали за да живеете безгрижно. Па сега А што? како ја плаќате киријата тука, Слајана? Некад иду помогну на газдете доле, некад синат, кад ми даде паре, ја, ако треба нешто да купу за штеду, да не купуju друго за Колку дома. плаќате кирија? Скупачко е, за мене е скупо. 1000 кој што е 500 денара, вода има, неќу криво там вода немаше, струја има. Газдата, ако имам проблеми, каже ми, јави се, вика на нас, вика, зазвони, пушти сигнал, ми ќе ти се јавимо, ја ќе решавам проблеми ако те некој ме третира. Остануваш ли без храна, Слајана? Па и да остану, но кој ќе те праша? Ќе те види некој, ќе дојде? Никој те не шмринга. Данас си бил, јутре не. И па како се прехрануваш, како живееш, Слајана? Па у пазар има леп, купиш од теј, онако да купу од продавницу, нема се услови, све е скупо. Уде ќе ga купу? А со леп? С леп имам туршијицу, компири, тури свари. Некад па и по парак. Бајат леп купуваш? Па тај леп ga купујат за кучиња, ја ga купуju за ручање. Они ga од пазар купујат за кучиња, ја ga купу за едење. Навистина ви е тежок животот. Па што да правиш? Што да се прави? Тоа што се мора, мора се значи. Не еден ден ли е. Лекови скупи да купу. Имате и здравствени проблеми? Па имам и лекови пiju. Не сам добра со здравје. Едно од стресови, дете ми првња умре 3 месеца. Да не суди Господ никому. Ја викам све како све, нек су живи и здрави сви. Ali nijedna majka da ne turi svoje dete u crnu zemlju, mnogo je teško. Ama nema što da se čini. Ajde drugo, sve će se snodi čovjek. Ama zdravlje to ne može da ga vrati nazad. I stresovi čim ti ulegne, kako da te, svi da te malo cijelo Rankovce. Ja od cijelo Rankovce nemam toliko lošo, kako to je nenormalno. Ali nema što da se čini. Pa hvala na Boga, kako ne je ovaj policije, pa ne može glavu da podigne od pusti strah. Слаѓана потекнува од Србија и не може да се сети за еден убав ден од незиниот живот. Мала останува без татко зашто тој бил убиен на мајка и се премажила, па таа пораснала гладна по разни куќи, те па не малтретирана. Нема да ја биде лесен ниту животот откако ќе се омажи во село Герман, зашто повторно ќе биде жртва на семено наследство. Од 3 родени деца успева да израсне само 2, зашто првото дете умрело многу мало, а другите 2 имале толку тешко детство, што таа морала да биде аргат кај различни газди за да им обезбеди храна и облека за на училиште. Не можејќи да го трпи насилството, но и продавањето на незините деца, како што вели Слаѓана од страна на супругот, го напушта, а девојчето и се омажило малолетно. Синот пак нешто подработува и помага околу киријата и понекогаш за лековите.
Majka se poženi u planinu gore, tatko se počini i nas ne cijeni i braća i sestre, sve nepismeno. Momci po svet, koje okude se najde, tamo za koru lep. Koliko deca ste? Pa 6 brata imam i 3 sestre smo. Ali ovdje imam jednoga brata, s drugite ne se ni vidujemo. Jedan ima u Palanku, ne dodi kude mene, stoga ovdje ne zborimo, radi snav i ne se vidujemo. Žir sam jela. U moj život žir sam jela. Po grobišta kao dete sam sobirala i dan današnji. Ako nema, imaše problem dori s popa ovdje ponemanje, tamo sjedeše sama, nemam što da jedu, nemam uslov da kupu. I kad ide vidu vozila na grobišta, otidu, mačke jedet, ja izmam mačke, sve mu donesu si, i ja jedu. Pa i to je duša i ja sam duša i meni mi se jede, što da pravu. Kad nemaš uslov da kupiš, nekad će ti pruži neko, ama ne može svak da mu trpi familija, mene da me rani. Ama što da se pravi? Ali što poviše se osjećam deka ajde jedenja to po kontinjerke sobiraš, ama lekovite, nikoj neće da gi frli u kontinjerta, ja da gi vzemu da gi piju. Za nerveno lekovi piju, guši me piju, za srce piju. Ama nemam što da činim. U German sam se omažila, Monkovicu me bega kako bežanku. I od tam 3 djeca sam imala, na stan sam živjela sve po tuđej kuće kako sak i tak, sa djeca mali. Sitni djeca, sin mal, kjerka malecka, bebe go doneso, ali tam u oprilaku gdje toga čovjeka što sam živjela, neću krivom, od njega lošo ne sam imala i od njegovi djeca. Po rabotu me je vodil po ljudi, vikao me je, ali djeca su mi bile mali. Ali ne je imalo trava za travu da se prska i ljudi su mi davale i za jedenje, i parice, nekoj dinar zemu, i robu zemu, kude kompiri, kude za jedenje, kude... Ama sak je teško. Kakav život imate sa suprugot? Sad s njega ga po selo svile, u kuću svinje i kučki smo bili. Majku imaše, udar beše dobila. Ostavu dete da zavarka, ona ga pravi mršljak. Ako donesu nekoj nešto da mi dade, dete to trpi. Ona skrije, dete to da ne jede. Ona, moji djeca, ne je kupovala linke. Ja sam sve po narod rabotila, za partalji sam rabotila, po ljudi sam tražila, ne sam imala što da gi obleču na školu. Ide u Rankovce. Sramota da ga pratiš nepereno, sramota Greta da ga pratiš golo i boso. Ja kako imam, tako ke nosu, ke krpu ke nosu. Ama njega da ga pratiš u školu, greota je, svako jede i pije, tvoje to da gleda, boli te. Може би најголемиот стрес го доживеавте кога изгубивте дете? To ja koliko sam plakala, sin mi beše na operaciju od kilu. Ali ja kad vidio da mi je sin bolan etno umre, dete na operaciju ženskom, maleskom, je ostana doma na ruki, si plače i si ga traži brata mu. A ja se sve na Boga moleše, vikam, ako ima Gospod, neka ga vrati živo i zdravo. Na nož otide, da ako ima Gospod, neka ga spasi. Od kilu ne se umira na operaciju kad se otide, ama svakoga boli za svoje. Na trn se ubodemo pa vikamo boli. Ali ovo je da ga očuvaš zdravo i pravo, pa na nož da ga pratiš. Teško je. Nema ti ga da ti dojde, otide negdje pa ga misliš. Tuđinac dojde, a mene mi je takva, ja otije stresovi, dojde čovjek. Ja mu kažu kad dojde, javi mi se da si stignal da te ne misli. Znam kako je teško, kako ja se ko stanu sama, dojde čovjek i kad se otide, meni mi je mnogo teško. 11 godine kjerka mi ima. 11 godine od planinu kad doneso bebe moju kjerku, žive ja po tuđe kuće. I po tuđe kuće gi iščuvaj sa tuđi djeca, što sa tuđi djeca nosile, mojite se nosile. I cijel život sam blagodarna, vikam, da dade Gospod tije što se davale na mojite, na ninjite, sve bliznaci da se rađam. Sve u zlatni sani da vladevi, da gdje pojdem, sve zlato i srebro da se posipuje po njima. Ja sam tak živela, ali sa jedno problem, jedno žalov, jedno godine, gdje koliko da sa, one će si zaminet, ali gajde, to je mnogo teško i stresate pa još potešak. A zašto se razdeljivte sa suprugot? Zašto? Zašto pije, djeca maltretira. Pije, dokara pijanice, prefrljat, na kjerku mi prefrlja, kjerka mi se maloletna oženi. Djeca mi prijavljaše po policije, sad kad djeca da mi gi dade
Kude tija nenormalni, ja ne da do dija policija. Ja vikam, ako treba, ja ke se obesu, ke ga zakolju na spanje, ja si djeca ne dam. Ke ga zakolju, vikam, ja kraj na kraj ke se otruju, djeca gi ne dam. Što ke mi mene život? Ke gi dade u tuđu zemlju, nama u državu, žavu pa ima, što se raboti po narod, braći i sestre se zimao. Zašto pa i mojite jutra, da ostanem nepismeni. Koliko izvuči toliko, ma važno tuj, vidu ga majka sam. Jutre ke sam žmije u oči, ke zinu ki umru, nema da znajet koja je majka. Kakvi sad, kad dojde taka, ma važno, ke znaje da sam se mučila sa njima i po tuđe kuće, ke prosuri po kontinjerili, ke zbiram, ke trpuli za lep, ama ne gida do tam. Dodi socijalno da gi zjeme kad bija malecki, ja ne gida do. Kaža ke prosu, djeca si ne dam. Ja sam izraznala pri tuđi roditelji, te pale sam me, mučile sam me, jela sam i muljosanu i prokisnenu i svinje što da jedet, ja sam jela. Ama pa hvala na Gospoda, toj kuso ne dojde. Kad zdrava, kad bolna. Ma sek se osjećam teško. Bona pred Monkovica sam bila po narod, drugi su vodile red. Ali da sam znala deka ovoj život će ga doživu s moji djeca, bolje da sam ododila kao što ima neženeni. Slađana nima lična karta i ne može da zamine nikade podaleko od celото. I da imam pari, ne možem da zaminam nito na posетake kirkata, veli ta. Sama, evo skromno kućerče pod Kirija, na vrvot na misto Torankovce preplašena za svoj život, zašto okolo ne, a nema nito jedna kuća ili čovek. Ta si od život gladuvala, se hranila po kontejneri, iako nekoj ustavi hrana na grobištata. A iako mlada, ima i mnogo dijagnozi, pa ovo nemožnost da se gi kupi lekovite često ako najde frljeni kutivčinjevo đubre, gi sporidува doma so nezinite papije i likovi od kontejner. Jadam samo koga ima, koga nema, tram i čekam nekoj podobri vreminja, ke dodade Slađana ni solzi. Sto nadeš deka barem nekoj ki ji pomogne finansijski za da ji se ulesni životot ili da ji se izvadi lična karta za da može da aplicira za socijalna pomoć ili pak za bilo kakva rabota vo nekoja fabrika vo blizina, ta odluči da go stavi srcato na dlanka. Може би най-големите стресови ги добивте тук от жал за децата. Исак ме пече, али имам керку, не може да отиду да си го. Ако дойде вони, добро е. А ја немам услов да отиду. И да појду с автобус, не смем да појду без личну карту. Може некој друг да направи некој проблем, ќе ме ване в снишку, ќе ме казнит. Кој ќе плати тој? Ќе ga најдем сина да ќе на работу, по презиме. Некој ќе го плати тој глобу. Ја, по стрес може и то полошо да стигну, на деца ќе на штета. Па кад дојдем, так нек су живи и здрави, на сви па и мои. Зошто немате лична карта? Немате никаков документ? Самото и здравствено книжко. Немам услови да плату, паланку, големе паре. Ја немам тие услови. Дали за лебац, по народ, дали за лекови. Никој ништо не ми вика. Ако ме сретне, поправит му обед на шалица. Ако ме видим нажалено, лену прозборим, нашалив се да не се нервирам. Ни си првња, ни си последња. Па помири се, вика, са судбино, што ќе правиш. Ако видиш, вика, тен да не можеш. Пи апчики, вика, за нерве, вика, да се стабилизираш, да не се нервираш. Ама оно не еден да. Кад има, ке еде човек, кад нема, нема. Ке си тера неволя. Колко најдолго сте биле без храна? А кад има, ако и да сакам редовно да едеш, данас ке едеш 2 пути, јутре ке немаш. Мораш да штедиш. Па што има тој? Кад чорбицу, за njega да има оно кад дојде работу деда, ја, кад пиперку, кад попарак, на дроби левац. И ајде, пројде ден. Што те нервози изједе, ви гајлет изједе. Нити се ни једе. Кад ми дојде деца, кад са ту, јас сам слободна. Осету се колку значи да сам болна, јас сам сита. Да наедена сам, што и да ми прушите, јас се наситу, наеду се. Колко време сте сами? Па дамначка. Ама нема што да чинам. Дете кад оќе дојде, кад не. А каде живее синот? Дојде овде кар мене некад иде на работу там, па кад оќе дојде, кад неќе не. А не може зорле да го накараш. Овој данашницу тешко млади, ретки са некои што ќе те послушат и што ќе те поштуе. А ти живот ќе изгуби се њима. Сама жена сте тука во планинава, околу нема куќи?
Da nema natamo ovde, ova je kuća, će tu do kontinjeri, babu bija te pale za pare, samo. Kako ja što sam sama i dojde preko noći u tepav za dušiv i naš nego umrenu posle. I malo tek na televizoru i taj baba. Sigurno vi je strah i dinje i nuke. Sak preko dan ima narod, dvižice vozila. Ali preko noć mnogo je strašno. Kad imam tu i krevet jedan, tu ima 2 sunđera, on ako dojde, pa koji će aluje taj krevet da ga on odi? Turu tu i kartoni imam tamo u toj kućići jedno, kartoni imam i džakovi posteljam ovde pa turu sunđer, pa smote se u obleče. Sal da nije sam okrajninki, smote se dnevni. On kad je tu ja se slobodu, drugo je, čovjek ima pri tebe. A kad sam sama sekiro pod krevet, sekirće te ga do kreveta. Ako tropne neko svjetlo, ne palu. Koliko plagaš kirije, Slađana? I radarku još te pije se banke. 1500 dinara? Da, Mesečno? da. Kako gi pronudjate koga nimate niti 1 dinar prihod? Pa idu nekad ja na drugi mjesta pomagam. I na njima nekad pomagam, molu gi se znaje deka samo bolena. Lena i tada ni platimo. Nemam vodu, puneš otkude brata mi napuno, oni mi vikat policiju. A iz komšije otidu na punu stubići, sa čišinja ovako džakma na ramu. Ljudi te vam nisam mi reknale. I sam mnogo благодарна od nekoj ljudi. Ništa ti ne vika, otideš vodu napuniš pred kuću sam. Niko ništa ne mi vika. U rodnina otidu, oni policiju mi vika. Tu tuđinci otidu napunu si vodu. Pa još ti se po oči izmiju, nekad mi lošo, ispriskam se, napiju se. Pa ništa lošo ne sam mi reknala. Ama to je tuđincite, a rodnina ta ne. Ajde, zaprtalji ima prike kontinjere. Ako nema uslovi da se kupi, kude najdu prljeni. U džaku, u torbu, mene ne me sram. So beru, donesu, ke isperu. Ima dole što ima tam reka što ide od planinu. Ja sam i lekovi izimala prike kontinjeri. Donesu gi doma, vidu isti kutičikite. Pa nemam pare da kupu, pa gi koristu. Da može partija dokumenti, to da mi se riješi sa sličnu kartu. Pa drugo to ko treba ke prosu, bar to da ne me maltretirat. Dojde neko ili te u kontrolu ili policija, potražit ličnu kartu. Ja zdravstvenu knjišku javu. Da kupiš u prodavnicu 3 lijeba skupi. A u pazar 5 lijeba 100 dinara. U prodavnicu koliko se lijebovi tebi. Gdje će ga kupiš? A od pazar pojefti, narod ga kupuje za kučki, ja za nas. Sao da nije mu ljosan. Nimaš nikakvi primanja? Ne, ništa. To je što zarabotu 10 prsta. Nigde, pošto u kabli prešuva žene, ne trebale da gi osigurat. Ja nemam ličnu kartu. Bez ličnu kartu kako je to osigura? Секој од нас се прашал многу пати, ке се разбудили во некој поубав ден или ке почнели да живее поубаво, ке дојдели некое поубаво време, подобри прилики и околности, совршени пријателства и поубави утра. Може би и ке дојдат, но ние нема да бидеме никогаш оние истите. Времето ќе остави лузна на нас, затоа да гледаме на животот како на подарок, а на луѓето околу нас како на најголем благослов, зашто времето за да живееме е денес, а не утре или потоцна. Александра е млада мајка на 2 малолетни деца, за жал и жена болна од шизофренија и епилепсија. Додека разговарате со неа, имате чувство дека нема многу да дознаете за нејзиниот живот, но доволен е погледот и солзите во нив за да разберете дека не е седно за ситуацијата во која се наоѓа со најмилите. Лежала во психијатриски установи и по 6 месеци, не е способна само да се грижи за децата, не е ниту работоспособна и иако има сопруг кој работи, не може да се подпре на него, зашто во одредени моменти, и тоа е лабилна личност, ке кажат оние кои го познаваат, а велат дека го виделе и во алкохолизирана состојба поради немојта да го смени животниот тек. Поради тоа најмногу патат дечињата Кате и Никола, кои се препаметни и свесни дека живеат во екстремно лоша куќа, која може во секој момент да ги затрупа. Куќата е во лоша состојба, тие немаат детски соби, а посакуваат, сакаат услови како и секое дете, немаат ниту храна со денови. Единствено за да преживеат им помагаат бабата, мајката на Александра и неколку роднини и пријатели.
Сали Јанукач е болен и напатен човек кој повеќе од половина живот живее во скопската населба Драчево. Никогаш полесно, а денес во нехумани и субстандардни услови за еден човек. Се започнало пред многу години, кога неговите родители и неговата сопруга живееле под тензија и во недоразбирање. Таа заминала со нивната 5-годишна ќерка и повеќе никогаш не се вратила. Сали бил немоќен за да го состави веќе скршениот семеен живот, а во тага по ќерка си одел во училиштето каде учела и тајно ја наблюдувал. Откако неговите родители починале, сестрите омажиле, Сали започнува да живее тешко. Останува без приход, а заравствената состојба денес му се влошува. Сакајќи да живее полесно, донел кираџи во домот. За жал, тие се однесувале нечовечни и му направиле сметка за струја, која не бил во можност да ја плати. Поради тоа денес тој живее во мрак и е премрзнат. Куќата е во распаѓање. Тече од сите страни и самолонците и тенџерињата се негов придружник во врнежливите денови. Јаде храна поеднаш во денот, а понекогаш и воопшто. Осамен е и тажен. Плаче само кога ќе му го споменат името на ќерката и живее за мигот да ја види барем уште еднаш пред да умре и да ја објасни зошто биле осудени така да живеат. Секако посакува и во оваа студена зима некој да му помогне со огрев, храна и финансии за струјата, за да може да продолжи понормално да живее.